Во текот на вчерашниот ден, среда, 14 август 24 година, имавме вкупно 49 пожари на отворен простор. Денес до 13 часот имаме 22 пожари на отворен простор. Од нив 3 се целосно изгаснати, 9 се ставени под контрола, додека 10 се активни. За жал очекувам во следните неколку часа бројот на пожари повторно да порасне, пред се поради невнимание на граѓаните, а и поради одредени криминални мотиви. Пожар кој што предизвика најголемо внимание последните неколку дена, особено последното деноноќе, е пожарот на Галичица, кој што пред неколку дена од албанска страна навлезе на македонска страна. Во текот на денешниот ден на овој пожар работат 120 лица, почнувајќи од ренџерите на Националниот парк Галичица, планинската спасителна служба од Охрид, друг тип на доброволци, пожарникари, вработени во ДЗС и така натаму. Вкупно 120 лица се обидуваат да го совладат овој непријатен пожар, кој што се протега од двете страни на планината Галичица и од страната на Преспанско и од страната на Охридско езеро. Карактеристично за овој пожар е тоа што има многу неексплодирани минско-експлозивни средства. Повеќе од 100 експлозии се слушна овие денови додека гори овој пожар. Тие дополнително го отежнуваат гасењето, особено во високите места на оваа планина, поради што и тактиката беше да го сочекат пожарот да се спушти пониско. Бидејќи овој пожар предизвика големо внимание, го замолив Ѓуро Јовчевски, кој што одговорен за противпожарна заштита на Националниот парк Галичица, да сними една видеоизјава и истата ќе објавиме веднаш после мојата видеоизјава и за Галичица ќе имате една целосна информација како се одвива гаснењето и какви се неговите очекувања. Се разбира дека нашите очекувања ги градиме врз основ на очекувања на луѓето кои што се непосредно на терен, кои што буквално гинат секој ден за да го изгаснат овој тежок пожар. Наредниот пожар е пожарот на територијата на Македонски Брод и тоа Јасен и Белице. Во текот на денешниот ден действуваше еден хеликоптер на МВР, 40 припадници на армијата, тројца пожарникари, тројца вработени од национални шуми, 4 од локалната самоуправа и во овој голем пожар се уште делумно гори борова шума. Третиот пожар е пожар на територијата помеѓу Кочани и Македонска Каменица, село Пресека, село Цера, исто така борова шума и папрат. Во гаснењето учествуваат 12 пожарникари, тројца доброволци пожарникари, 9 лица од национални шуми и 20 на локално население. Во Кичево имаме еден тежок пожар, пожарот над селото Патеец, кој што го посетивме синоќе, гори високо во планината, пожарот се движи многу споро, зафаќа голем фронт и е исклучително тежок за гаснење. На некои места гори мешана шума, некаде гори нискостеблесто растение, грмушки, трева и слично. Овде работат 20 припадници на армијата, 7 лица од национални шуми и локално население. Мислам дека селото Патец не е загрозено, има неколку жители кои што будно внимават за да го сопрат пожарот кога ќе дојде до патот, доколку дојде до патот. Пожарот на село Врбен, општина Маврово Ростуше, повторно се засили, исто така синоќе создаде силна вознемиреност, бидејќи поради ноќта изгледаше многу поблиску до селото отколку што реално беше. Таму денес действуваат 24 специјалци од МВР, тројца пожарникари, 40 вработени од Националниот парк Маврово, како и 15 на локални жители. Гори висока ела, смрека и сува трева. Шестиот пожар е на територијата на Новаци, село Полог, Брстник, Ивени, Рапеш, Паралово. Овде действуваме само од земја со 20 на пожарникари, 8 вработени во национални шуми, но и доброволци од местното население. Гори пред се ниска вегетација како и деградирана шума. Седмиот пожар е пожарот на општина Пласница, околу село Пласница, село Латово, Македонски Брод, кој што исто така гори неколку дена, гори трева и нискостеблеста вегетација. Тежок пожар за гасење кој што зафаќа поширок фронт. На територијата на Македонски Брод имаме и втор пожар кај селото Грешница, каде што гори мешана шума. На територијата на Девар кај село Гари, на планината Стогово, имаме пожар кој што го гасат 10 вработени во национални шуми. Гори во овој момент само сува трева, се уште не е зафатена шума. На територијата на Демир Хисар се уште е активна Илинска планина,
која што понекога се активира, понекој пат се става под контрола, значи многу специфичен пожар со специфично движење. Во овој момент гори пред се ниска вегетација, не гори високата шума. Овде действуваат локални пожарникари со вработени од национални шуми и неколку доброволци од местното население. Под контрола се ставени 9 пожари на територијата на општина Битола, село Острец, Долнини, село Дебреште, Рилово, Зрзе, Пехчево, село Негрево, Пробиштив, село Радковица, Делчево, депонијата Чашка планина, Мукоско, село Дреновци, општина Прилеп, Седмица, Чашка, село Попрадишти, село Ореше, 8 Македонски Брод, село Слатина, 9 Врапчиште, село Градец. Значи овие се пожари кои што се под контрола. Тоа значи дека истите не може да се шират, но се уште има горење. Со тоа што многу често се случува овие пожари за кратко време да излезат од контрола, особено доколку дувне ветер. Изгаснати се 9 пожари на територијата на општина Битолке, село Острец, општина Долнини, село Дебрешта, Рилево и Зрзе, како и кон село Крапа. Значи овде имаме 2 пожари на слична територија, понатаму општина Пехчево и така натака. Овие пожари ќе ги добиете во вид на пишана порака во Вибер групата на ЦУК, а како што веќе најави, веднаш после мојот изјава ќе добиете една изворедна изјава од човек кој што работи на терен, кој што со денови го координира гаснењето на пожар, на големиот пожар на планината Галичица, господинот, како што веќе реков, Ѓуро Јовчевски.